Хобито е пријатна активност, занимање заради лично задоволство и рекреација. Ова е темата на денешната приказна. Ајде да ја погледнеме. Дамјан Ристовски е студент на катедрата по етнологија и антропологија на Природно-математичкиот факултет во Скопје, а неговата другарка Сара Јакимовска е студентка на Медицинскиот факултет во Скопје, на одсекот за физиотерапевти. Јас сум Сара Јакимовска, имам 23 години, еден од основачите на Народни носи. Изработувам појас од источен дел на Славиште. Она што ги поврзува овие 23 годишници, освен заеднички поминатото детство, е и љубовта на негувањето на ткајачката традиција. Целата идеја е од пред повеќе од 8-9 години, кога гледав на YouTube едно документарен филм за жените во Пирот, како ги ткаат пиротските килими, и тоа е, мислам, посебен начин на изработка на една врста на уметност, како тие ги ускладуваат боите, ги шараат, ги прават килимите и после тоа ги продаваат. Ми се роди желба да ја прашам мојата баба најпрво, дали таа изработувала, дали таа ткаела на разбој, дали ние дома имаме разбој, дали имаме нешто ткаено. Таа беше зачудена и со драга волја можам да кажам дека се согласи да ми покаже незината носија, бидејќи таа носела носија, да ми покаже носијата незина од незината мајка, како се облекувале, ни стари фотографии, килими кои што таа ги ткаела за чеј, за моите тетки, за татко ми. Мислам дека се дарувало тоа што се уште носеле чест и морала да има спремно мајката. Така да почна ми ги опишува деловите од разбојот, како се спрема за да се ткае, како се снове, како се уведува, како се врзува и како почнува почетокот на ткењето, бидејќи тоа е цел еден макотрпен процес кој што треба да помине с неколку фази за да дојдеме до финалното, односно до сега тоа што го гледаме односно на ткењето. Од хоби до професионална работа, љубовта и посветеноста кон нешто уште додека сме млади, може да ни го обликува нашиот пат низ животот. Бев член на културно-уметничко на ансамбл за народни игри и песни Орцен Николов од трето деление, значи од 9 години, 10. И едноставно така, таму ги гледав народните носи, таму ги учев ората, песните, едноставно мораше за секој настап да бидеме убаво облечени, да бидеме стокмени, така да едноставно таму можам да кажам дека се родила повеќе љубовта кон општо кон фолклорот и кон народните носи, а после тоа и кон изработката на народните носи. Дамјан и Сара покажуваат како преку другарство, сплотеност, меѓусебна поддршка и заедничка љубов може да се развива еден мал бизнис. Јас и Сара се знаеме од прво деление и сме соседи. И така, додека таа ми покажуваше на мене, кај Сара се роди љубов и таа да научи, да дознае. Мислам дека кај секој една единка кога растена со баба, со дедо, како ги покажуваат како се правеле тие носи, како се изработувале, дека не може да не биде заинтересиран за тоа едноставно да го научи и да после тоа да го применува и да заработува еден ден. Интересот за нивните производи е голем, особено од фолклорните друштва, но и од поединци. Хоби активностите придонесуваат за мотивација, за забава, за задоволство, го намалуваат стресот на кој сите ние сме изложени, придонесуваат за мозочни вежби, ја поттикнуваат креативноста, ги развиваат социјалните вештини, придонесуваат за соочување со предизвиците, развивање трпеливост, пронаоѓање на внатрешниот мир и ефективна продуктивност на работа. Еве што во таа насока истраживме денес во приказна. Трошењето повеќе време на хоби активности може да ја зајакне довербата на луѓето во способноста добро да ја извршуваат својата работа. Но внимавајте, ако вашето хоби е премногу слично на вашата работа, тогаш поминувањето повеќе време на вашето хоби може да има и штетен ефект. Целта на хобито е да истражуваме, да се осознаваме себе си,
да ги учиме нашите компетенции, да знаеме во што сме добри, да гледаме кои се нашите интереси, да се чувствуваме убаво со тоа што го правиме, затоа што најчесто избираме хобија во кои што сме добри, имаме интерес и многу е добро за покренување на самодовербата на децата. Имено предходно бев постојано секојдневно на ролерки на Кеј на Вардар и седејќи со еден пријател ми рече, знаеш што, ролерки не се за тебе со годините, мислам дека е време да почнеш да возиш велосипед и тоа планински велосипед. Интересно е дека сметав дека не можам, дека тоа ќе биде тешко и во моментот кога пробавме, направивме една мала дружина од 4-5 и од тогаш еве до ден денеска мислам дека тоа стана едно хоби во кое што не може да има ден или недела без да се помине одреден временски период на велосипед, односно на две тркала. Интересните хоби и активности го збогатуваат животот, даваат можност да се занимаваме со тоа што ни носи задоволство, а не само заработувачка. Патем, не е невообичаено хоби да прерасне во главна професија или бизнис. Па љубовта е уште од мали нозе. Моите родители имаат пластиници, не знам, ја бев некои 4-5 години, тука почна огромно производство на гербери, на кринови, на кали, карамфили. Практички израснав и со љубовта со цвеќињата, а со орхидеите виновникот е искрено сопругот кој ми подари на неколку значајни моменти, да кажам, орхидеи и така почнав и со нив да се влюбувам и да си ги одгледувам и еве прерасна како колекционерство, па сега еве и хоби, а и мал бизнис, да кажам. Менталната стимулација добиена од хоби активностите служи како моќен сојузник против природниот когнитивен пат кој се очекува. Активностите, како што се сликањето, градинарството, читањето или дури и учењето нова вештина, стимулираат различни региони на мозокот, поттикнувајќи ги нервните врски и промовирајќи подобрени когнитивни функции. Но во последниве 10 години се направени доста студии, особено надвор од Македонија. Самото поминато време во поголема зелена површина влијае на намалување на анксиозноста и влијае на подобрување на симптомите на депресија. Имам и јас читано, значи на времето една статија каде што вика плетењето е јога за уметност, јога за мозокот и така и се чувствувам додека работам, затоа што релаксиран е самиот процес на мислата, тековната иде додека создавам играчка. Мислата тече во однос на приказната на детето што ќе ја добие играчката или пак приказната што ми ја раскажале луѓето што се врзува за играчката. Многу често слушам релаксирана музика која што допринесува да бидат сите тие сиот тој процес да биде максимално релаксирано опуштен за на крај да се добие еден преубав финален производ. Надвор од когнитивната област, хобито обезбедува чувство на цел, исполнетост и остварување. Ја зајакнува самодовербата и менталната состојба. Социјален тип на хоби, како што се приклучување во клубови или учество во групни активности, нуди можности за социјална интеракција, намалувајќи го ризикот од осаменост и депресија. Имате една интересна ваша приказна поврзана со едно интересно хоби, плетењето. Па би сакала да почнеме со оној момент како се роди оваа љубов кон вакво едно интересно хоби. Така. Па тоа кај мене одамна тлееше таа љубов кон плетењето, значи јас се запознав прв пат со плетење уште во најрана возраст во детството. Моите две баби, едната плетеше, другата хеклаше, значи хеклање е она што го се прави со една игла, плетење е со две игли. Главна занимација им беше тоа. И ние кога седевме покрај нив внуците ги гледавме како си имаат, како создаваат нешто. Уште од тогаш посекав да научам и буквално додека другите деца играат, трчаат, јас седев до бабите, ќе земам игла, клопче, ќе седнам до едната па до другата да научам како се изработува тоа. Се обидува и моите братучетки и сестра ми, ама некако нема трпение. Веројатно си бара ова хоби си бара и големо трпение да имаш.
И така тогаш почнав јас постепено и почнав да создавам некои така интересни малечки парченца, миленца. И после еден период го заборавив. Знаете, доаѓаат тинеџерски години, веќе не те интересира тоа. И до пред, можеби најактивно почнав да се занимавам или му се вратив на плетењето, кога беше периодот на короната, кога не знаевме што со себе и сите си баравме на некој начин занимација како да си го пополниме слободното време. Така е, плетењето се чини дека во рамки на короната стана многу интересна активност за многумина, затоа што имавме вишок на време. Дали посетувавте тогаш некакви работилници, можеби и онлайн? Не, ништо. Значи, буквално само ука и по совети, како што кажав, од бабите. Таа моја трпеливост, веројатно, многу ми помогна да почнам и перфекционизам, да почнам да создавам што поубави работи и да се усовршувам на некој начин, затоа што тоа го кажувам многу пати, сега веќе изработувам и ташни и некои капчиња, шалчиња, значи джемпери, меѓутоа главен фокус ми се ташните. Прв пат кога почнав да се обидувам, да плетам ташни, првата што ја сплетов, сите ме убедуваа дека е многу убава. Мене не ми се бендисуваше воопшто и тука тој мој перфекционизам ме натера да ја расплетам тотално, значи на нула, целосно да ја расплетам ташната и одново да ја направам за да личи на она што јас сакам. Ниту еден курс не сум посетувала, нешто екстра друго, обуки некакви не. Значи тоа е тоа баш она самоук, да, и со голема љубов, трпение. Секако има денеска на интернет, за разлика од порано, многу се достапни различни туторијали, шеми за плетење. Ако сака било кој, значи може да научи. Оние кои што имаат своја хоби, велат дека хобито ги смирува, ги релаксира, го зголемува трпението, им дава некакво спокојство во поглед на односите. Дали има вистина во вашиот случај со ова? До некаде да, затоа што сепак по природа сум темпераментна како личност, али до некаде да, затоа што те релаксира. Знаете, тие неколку, ајде да кажеме, часови додека плетеш, ти си некако како во свој свет и исклучена од сите надворешни збивања, нели, и сето она околу тебе што е, се фокусираш само на работата, на тоа што го правиш. Затоа што реално и ако си нервозна, знаеш, тоа пречи во самата изработка, нема да биде како што треба. Така да, си има и влијание, значи, на тоа смирување, така некако некој простор за себе, значи за своите мисли, па да си се малце релаксираш, да си се опуштиш. Има ли некоја заедница, други личности кои што се занимаваат со слична активност, со плетење? Сте комуницирале или сте се обиделе да пренесете искуства, да дознаете нешто плюс, нешто повеќе? Така, значи, сега кога го споменавте, ова се сетив и на еден настан одамнешен, тоа беше пред, може би 10-15 години. Имавме Сдружение за хуманитарна помош. Тоа настана преку еден интернет форум, родители и деца, и тука жените членките, значи тоа се најобични жени, тоа не беа ни фирми, ни некој да ги поттикнувал, да ги собирал, почна да се создава една идеја да правиме мали акции, да им помагаме на луѓе кои што имаат потреба од помош. И тоа беа ситни акции, затоа што бевме така мала група луѓе кои сака да се вклучи, значи ништо многу со помпа, со било што. И дојде во еден момент да помогнеме на клиниката за гинеколошката клиника во Скопје, за новороденчињата да исплетеме капчиња, калчинки и кебенца. И тогаш беше таа буквално се создаде уште поголема заедница од жени кои што плетат, па почнаа да се вклучуваат, да комуницираат. Така да многу малку е потребно, значи да се појави некоја таква некој поттик да им се даде на луѓето кои што тоа го изработуваат. За да се здружат, да почнат да создаваат заедно, значи нешто. А во моментов има, например, со пријателки комуницираме онлайн, има некои Facebook групи каде што се споделуваат идеи, каде што се помага едни на други. Би сакала да ги споредиме малку искуствата од надвор од нашава земја. Италија многу посветува внимание конкретно на овој вид на хоби, дури има пазари на кои што жените ги нудат своите изработки. Во последниот период и многу од светските
модни креатори го вклучија плетењето во нивните понуди. Каков е интересот кај нас? Колку сме заинтересирани за плетива, за плетени ташни, за плетени работи? Так. Па има интерес, меѓутоа овде за жал не се цени рачната изработка. Тоа често го комуницираме со пријателките кои што исто тоа го изработуваат. Некако луѓето се навикнати за малку пари да добијат нешто убаво. Не е значи се само во вложениот материјал. Значи како да не се цени вложеното време на таа на жената која што изработува. Сам не сама жена, затоа што постојат и мажи кои што навистина многу убаво плетат. Значи не се цени работното време на креативецот. Знаете, не е тоа време посветен, тоа време можел тој да си го посвети за нешто приватно, да си го посвети на семејството, меѓутоа вложил труд, вложил мака. Така да овде не се цени за жал. Ретки се луѓето кои што знаат дека рачната изработка навистина е поскапа од нешто што е серијски произведено. Например, ова е уникат. Да, материјалот е тој, меѓутоа во оваа форма оваа ташна, например, да земе друг да ја плете ќе изгледа поинаку. Или во моментот мене ми дошло така да изработам наредниот модел, нема да ми се погоди. Така да не се цени овде, иако сакаат луѓето, се интересираат, прашуваат, ама знаете како, за многу помалку, ако може нешто што поевтино, ако може нешто што така некако како да се занемарува и на некој начин делува поценувачки. Би сакала да ги споменеме дигиталните медиуми, колку тие помагаат еве за да ова хоби биде интересно, колку ви помагаат и за да откриете нешто ново, да научите некоја нова вештина која што можеби ќе ви овозможи да направите нешто плюс. Так, да, секако. Има значи многу интересни туторијали, како што реков, има групи во кои што се споделуваат тие идеи, шеми, нешто ако не ти е јасно, например, ако не можеш да се снајдеш, ти помагаат креативците. И самиот тек на работа, значи како навлегуваш повеќе ти дозволува и ти самиот веќе да почнеш да создаваш некои свои модели, некои свои шеми, така да од голема помош. Како што реков порано, се учевме ете така, ќе видиш од ово или например од некого, па ќе споделиш, па ќе земеш сам миленцето ќе го ставиш на маса, па ќе се учиш, па ќе броиш. Многу е поедноставно денеска и полесно. Колку време е потребно за да се изработи, например, една ташна? Па зависи, да ви кажам искрено, од големината, од комплицираноста на моделот. Најмалку време што ми било потребно, до 2 дена да изработам. А некои кои што се покомплицирани и потешки за изработка, па може 4-5 дена. Со оглед на тоа дека ташни ви изгледаат навистина извонредно, не помислувате никогаш ова ваше хоби да ви стане и професија? Фала за комплиментот. Па убаво би било, но како што споменав, како што овде некако не се ценат тие рачните изработки, убаво е, например, да биде професија, зашто да не? Меѓутоа, не знам колку би било исплатливо. А од аспект на човек кој што ќе обучува други лица да го пренесете своето знаење? Па да, тоа имаше идеи. И пријателки ми спомнувале нешто, значи и блиските, да почнам со некои обуки, со некои курсеви, ама некако не се стигнува во сите други обврски, работа, семејство и така некако како да не останува време. Хобито во воспитно-образовниот процес кај учениците од основното образование е неопходна и најзначајна важност со цел на унапредување на индивидуалниот раст и развој на учениците, но исто така и запознавање на сопствените можности, вештини, способности кај самите ученици. Во нашето училиште, покрај изборните и задолжителните предмети, се стремиме да ги насочуваме учениците кон учество на помасивно во наставните и слободните ученички активности. Хобито е една активност која што се разликува од останатите активности, бидејќи произлегува од самите желби и интереси на учениците, без никаква надворешна нужност и е во согласност со доживувањата на самите ученици. Интересен е фактот што при реализирање на хоби постои интеграција со наставните предмети и содржини, што ни укажува дека постои воспитно образовен ефект кој што не мора веднаш да е видлив, ниту пак да има моментални ефекти.
Сметам дека од позитивно значење е реализирање на некое хоби кај учениците, не само во основното образование, туку понатаму и во текот на нивното формално и неформално образование. Од педагошки аспект, тие го поттикнуваат развојот на дисциплина, креативност, самостојност, интеракција, социјални вештини, физичка активност, потоа емоционален развој. Преку играњето шах учениците се развиваат самостојност, учат како да ги поставуваат своите цели при самата активност, понатаму се насочуваат кон вештини за подобро унапредување кон самата активност, како и развивање на критичко и креативно размислување и истражување и изразување. Потоа во склоп на училиштето постои и спортски училишен клуб, бидејќи учеството во групни хобија е од голема важност за учениците со цел развој на социјални вештини и тимска работа. Потоа спортувањето е од голема значење за развојот на физичката кондиција на учениците, развојот на самодисциплина и дисциплина, како и развој на моторните вештини. Во склоп на нашето училиште постои и клуб за ментално здравје, во кој што учествуваат ученици од предметна настава и тие истите изработуваат разни брошури кои што ги содржат најважните заклучоци и пораки кои одат во насока на нега и унапредување на менталното здравје, а исто така и учествуваат во работилници со цел развој на емоционалниот интелигенција и емоционалниот развој. Покрај овие хобија, постојат и други хобија во кои што учениците се вклучуваат, а тие се поврзани со музика, пишување, сликање и други уметности, што им помагаат на учениците да ги развијат своите вештини и истите понатаму да ги применуваат во други области од учењето. Улогата на родителот е во насока на поттикнувач и поддржувач со цел да се поттикне љубопитноста кај учениците, а исто така и има охрабрувачка улога, се со цел да се развијат интереси кај различни видови на хобија. Родителите, но и наставниците и стручните служби од училиштата потребно е да ги охрабруваат учениците кон развивање на хобија, што не е само значајно за развојот на нивните интереси и таленти, туку е важен инструмент за воспитување и образување на целосно развиени личности. Хобито придонесува детето да се чувствува исполнето и среќно. Секоја хоби е активност која ги учи децата на трпение и кај нив развива концентрација, истрајност и посветеност. Децата не треба да се присилуваат да се занимаваат со нешто што не го сакаат, но секако треба да се насочат и да им се даде поддршка без оглед за што ќе се одлучат. На прашањето како да се научат децата да ја победат досадата, најточниот одговор е со хоби. Тука сакам да нагласам дека некој пат е сосема окей да се остава децата да им е досадно, односно децата да не прават ништо, да имаат слободни периоди во текот на денот, затоа што сведок сум денеска за деца кои што идат на 3-4 активности, после училиште учат, поди на на тенис, на англиски, на танц и колку и децата да имаат различни интереси, сосема окей децата да ги оставиме некој пат ништо да не прават. Тоа не значи да се на своите телефони, туку буквално ништо да не прават, затоа што кога ние тоа го нарекуваме досада, всушност внатре во нас се случуваат многу процеси кои што се значени за развојот на кај сите луѓе, особено кај децата. Така да родителите треба да се внимателни во она да сосема доволно да го дадат просторот, детето да избере што сака. Исто така многу често се случува децата да посетуваат, многу често да менуваат активности, многу е во ред, многу е здраво, детето да истражува што сака и родителот треба да го поддржи во тоа. Детето и ништо да не сака да прави, окей да го поддржиме, меѓутоа исто така и да откриеме, да истражиме поради која причина нешто не сака да прави.
некој пат не е во прашање интерес, туку многу други работи може да се последователни на тоа. Секое занимавање со некакво хоби треба да почне од љубов, што воедно е и најголема мотивација. Јас и моите родители заедно бевме во близина на една спортска сала во која што се одржуваше танцов натпревар, во кој што учествува танчери од клубот Dance Rush United. И јас многу се заинтересирав за нив, многу ми се допадна целиот тој изглед и целиот настап и нивното однесување на сцената. Односно, нели, шминка, фризура, како се чекорите кои што ги правеа, и многу се заинтересирав, многу ми се допадна. И кажав на мајка ми дека сакам да танцувам како нив, и мајка ми веднаш се заинтересира за клубот и веќе од следната сезона станав член на тој клуб. Хобијата се исклучително значени, не само за ментална стимулација, туку би рекол дека и за емотивен развој, за социоемоционален развој се многу значени. Значени се затоа што прво децата преку тоа ги учат своите интереси, колку повеќе децата се во контакт со своите интереси, толку повеќе осознаваат за себе. Училиштето не нуди секој пат да се чувствуваме компетентни, така да хобијата, другите активности што се покрај училиштето, прават да имаме чувство на компетенција, кој е едно од главните чувства кои што се потребни за децата да имаат значен и ментален и емоционален развој, така да хобијата се исклучително значаен дел од нивниот живот. Работилниците за цртање и сликање се совршени за сите мали деца, без оглед дали се на предшколска или школска возраст. Овој вид хоби на децата им овозможува развој на креативност, фантазијата и талентите. Малите деца се прилично талентирани за многу активности. Само неопходно е навреме да се воочи талентот кај нив, за да им се помогне да го задржат и да го развиваат. Кај сите хобија, важни се и страјноста и упорноста. Помногу е важно детето да се поддржи, но и да се насочи на вистински начин. Родителот треба да е поприлично отворен за интересите на своите деца. Најчесто се случува да ги форсираат со одредени спортови, најчесто нели јазик исто така некој странски да се изучува затоа што тоа сметаат дека е добро за нивниот понатамошен живот. Меѓутоа, значено да не се форсира затоа што кај детето се случува сосема спротивното, односно се јавува револт, едноставно сваќа дека нема избор, се случува повторнистата ситуација како со училиштето. Ги ставаме во простор, во средина која што не им е убава и во која што не се чувствуваат убаво. Музичкото училиште е идеално хоби за сите мали деца, што сакаат да пеат или имаат желба да свират на некој инструмент. Кога музичкото училиште е во прашање, треба да се биде внимателен и детето никако не треба да се присилува да го избере оној инструмент кој вие сметате дека е најдобар за него. Првенствено е децата да се изберат, знаете како и ви кажате дури за возрастните за децата, најдобар спорт или најдобра активност е таа што сакаме да ја правиме затоа што тогаш нема да се чувствуваме лошо кога ја правиме. Доколку зборуваме за физички развој, препорачувам пливање. Пливањето особено за деца кои што се да речеме до 7-8 години, затоа што пливањето го развива многу во телото, мускулите без да има на самите зглобови на коските некаков отпор. Групните спортови се многу добри заради тоа што развиваат многу добри социјални вештини, ги учиме децата како да работат во тим, како да соработуваат, така да се што е поврзано. Дури денеска сакав да додадам, има многу активности што не се типични спортови, туку се некакви комбинации од физички, емоционален, ментален развој кои што се многу добри за децата, така да и тие се сосема окей начини да видат децата каде сакаат да одат. Апсолутно сите уметности се прекрасни за децата, меѓутоа најважно е да откриеме што детето сака и да го прави тоа. Целта на секое хоби, што е наменето за најмладите, е да се придонесе детето да се развива на правилен начин и да има среќно и исполнето детство. Не заборавајте дека хобито не е губење време, туку вложување во себе. Слушајте ги желбите на детето, поразговарајте со него, следете за што се интересира и бидете му најголема поддршка при изборот на хоби. Одвојувањето време за другите веројатно е најубавото хоби, при што покрај квалитетно потрошеното време ќе бидете задоволни и среќни дека сте придонеле за благосостојба на некој друг. Уредувањето на околината на некое училиште, дружење и помагање на возрастните лица, собирање храна и помош на социјално загрозени лица. Ова се само дел од волонтерските активности со кои може да се занимавате. Вклучувањето во волонтерски активности може да биде навистина инспиративна хоби активност. Одвојувањето време за други луѓе или дури за животинчиња придонесуваат за нашата среќа, затоа што сме направиле добро дело.
Затоа, завртете се околу себе и проверете кому вашата помош ќе му биде добредојдена. Пазарете за повозрастни луѓе, кои тешко се движат, слабо гледаат и слично. Соберете храна и потребни материјали кои им се неопходни на социјално загрозените семејства. Уште една убава хоби активност може да биде волонтирање за грижа на миленици, која веќе станува неопходна денес. Многу луѓе со миленици имаат потреба од привремена грижа за животните во текот на одредени периоди, кога одат на одмор или се болни. Затоа, која опција да ја одберете, нема да сгрешите. Напротив, ќе направите добро дело. Препознајте вашата страст за активности и со вашето хоби направете го вашиот живот поубав. Тоа беше се во денешнава приказна. Довидување!